За 2 месеци собрани над 6000 податоци за биолошката разновидност во Македонија благодарение на активноста на 200 млади. Промовирана е и бесплатна апликација за наблюдување на природата и натуралист. Разговараме со Ксенија Путилин Стамковска, проектен координатор. Навистина една многу убава истражувачка дејност во која што биле вклучени младите, нашата иднина. Како се одвиваше? Како беа вклучени овие 200 млади? Кој ги избра да бидат тие? Па тоа беше еден од наједноставните чекори. Ова беа млади луѓе кои што се веќе членови на екоклубовите со кои што соработува Go Green, нашата партнер организација со која го спроведувавме проектот. Така што веќе знаевме дека тоа се млади кои што се заинтересирани за екологија, кои што се заинтересирани за зачувување на природата. И ги посетивме нивните екоклубови. Идејата ни беше да покриеме целата територија на Македонија, па така поседивме по еден екоклуб во секој регион од државата. Најчесто тоа беа екоклубови кои што се во училишта, но имавме и други видови на екоклубови кои што се или самоорганизирани или се во склоп на извидници. Така што разнолика ни беше групата на млади со која што работевме, но бидејќи и натуралист апликацијата е достапна само за деца кои што се над 13 години, работевме со таа група, сакавме да видиме како тие би спроведувале вакви активности и дали се заинтересирани. Добро, Ксенија, запознаено население во што е биолошка разновидност? Навидум да, но во кога ќе пробаме да го тестираме концептот, резултатите се дека не е многу запознаено. Како им објаснувате што е биолошка разновидност? Ние за време на презентациите разговаравме за тоа дали ги познаваат видовите на дрвја, дали ги познаваат растенијата и дали можат да препознаат кога е нешто култивирано или чувано во заробеништво наспроти нешто што е диво. Се она што е диво, тоа е тоа што не интересира, тоа е биодиверзитетот на нашата држава, но сепак податоците наши од овие 6000 податоци кои што беа собрани, повеќето од нив, значи над 50%, беа од домашни животни, домашно одгледувани растенија, саксиски, значи култивирани, кои што не се дел од биодиверзитетот на Македонија. Така што кога го тестиравме концептот, има уште многу работа на тема биодиверзитет во Македонија. Добро, но битно е дека почуваме од најмладата генерација, реално онако што треба да биде нашата иднина и треба тука најмногу да информираме. И натуралист, апликацијата е бесплатна, достапна е за сите уреди? Да. Значи, ова е апликација која што е развиена од Калифорнијската академија за наука и познатата списание National Geographic. Така да апликацијата е достапна за секого, може да се симне на мобилен телефон и да се користи, може да се користи и без интернет. Ако сте нели некаде на планина, правите, си истражувате за вас. Најубавата работа во врска со неа е што имате и користи и вештачка интелигенција која што може да ви помогне и во моментот да ви даде идеја од прилика што е тоа што гледате, кое растение, која габа е пред вас, кој животно го гледате. Делот што е со вештачка интелигенција е на ниво на фотографија, значи споредува слични фотографии и ви кажува што е тоа што гледате. Но тоа што е најубаво е дека има една група од научници кои што доброволно идентификуваат фотографии од други луѓе, па така во нашиот проект од тие над 200 луѓе, млади луѓе со кои што работевме, околу 125 праќаа податоци и за нив над 400 научници ги идентификуваа нивните наблюдувања, кои што се луѓе кои што доброволно го прават ова, ние не ги бараме. Така што и вашата Добро, може да си ја симнеме апликацијата сите на телефоните, да и тебе чисто да видиме како функционира, особено оние кои што се љубители на природата. Да, па тие ќе имаат повеќе можност да ја проверат. Она што го гледавме неколку пати додека зборувавте се фотографиите од Природно-научен музеј, тоа е изложба Нашиот биодиверзитет насловена, која што отворивте до 19 чинам дека е отворена. Што си има на изложбата и ќе остане ли таму само во Природно-научниот музеј или на друга локација можеби ќе има можност да се погледнат? Па изложбата ја направивме од неселективно одбрани фотографии, околу 10% од фотографиите кои што се поднесени заедно со податоците за истражувањата. И овие фотографии беа навистина многу интересни, сакавме да направиме колажи од нив,
кои што покажуваат дека дури при крајот на вегетативната сезона, периодот во кој што работевме ние септември, октомври, ноември, има многу што да се види во природата, особено габи, имаше инсекти благодарение на топлото време, имаше и влекачи. И сите овие фотографии ќе бидат во Природонаучен музеј до 19, но и потоа можеби ќе биде вратена повторно во Природонаучен музеј, а за другите локации ќе известуваме како што ќе бидат договорите. Добро, но сепак сакав да заокружиме и финализираме дека проектот продолжува. Проектот се надеваме дека ќе продолжи. Сега за сега ова ни е финалниот дел од проектот, но се надеваме дека бидејќи видовме и дека и од образовен аспект е добар, лесно се вклучува во училницата, лесно можат и наставниците да ги превземат од активностите и најдобрите резултати всушност се случија во оние групи каде што наставниците продолжија да работат со учениците и откако ние се заминавме, или во оние групи кои што често се во природа па сами продолжија да ја користат апликацијата. Па се надеваме дека и за зачувување на природата и за едукација ќе продолжат да се користат вакви апликации. Ксенија, благодарам. Благодарам и мам. Позитивната пракса треба да се следи, да се продолжува или пак да биде мотив, можеби и да се преслика и кај нас.